Прашањето е, ако се наметне еден Бујар Османи, например, кој сите гледаме него како лик, кој би сакал да биде, кој можеби би сакал да биде на место лидерот, ако се наметне, ако сака да извојува таа битка, може да ја добие, но треба да ја покаже моќта и силата и вештината на Али Ахмети, од која луѓето нема тешко да се откажат. Ја мислам дека за мир во куќа, во Дуи, Али Ахмети нам подмишка вака ќе го носат уште долго време, ќе го чуваат за лидер, ако тој им обезбедува мир во куќа. И обстанок на некој начин. Но, ако дојде прашање ден, мислам дека ќе дојде ден да се бара одговорност, некој тамо да рече, чекај се, кој е виновен за тоа што немаме баш успеси, нели, во ова. Ќе видиме велам овие локални избори. Ја мислам дека главниот пресвртен момент за во албанскиот блок нема да бидат локални избори сега, ќе бидат следните парламентарни избори, се надевам во редовен термин. Но кога ќе дојде моментот да се праша кој е крив, што е вака работата, Али Ахмети е тој што ќе мора да ја преземе одговорност. Прашањето е, ако се наметне еден Бујар Османи, например, кој сите гледаме него како лик, кој би сакал да биде, кој можеби би сакал да биде на место лидерот, ако се наметне, ако сака да извојува таа битка, може да ја добие, но треба да ја покаже моќта и силата и вештината на Али Ахмети, од која луѓето нема тешко да се откажат. Ја мислам дека за мир во куќа, во Дуи, Али Ахмети нам подмишка вака ќе го носат уште долго време, ќе го чуваат за лидер, ако тој им обезбедува мир во куќа. И обстанок на некој начин. Но, ако дојде прашање ден, мислам дека ќе дојде ден да се бара одговорност, некој тамо да рече, чекај се, кој е виновен за тоа што немаме баш успеси, нели, во ова. Ќе видиме велам овие локални избори. Ја мислам дека главниот пресвртен момент за во албанскиот блок нема да бидат локални избори сега, ќе бидат следните парламентарни избори, се надевам во редовен термин. Но кога ќе дојде моментот да се праша кој е крив, што е вака работата, Али Ахмети е тој што ќе мора да ја преземе одговорност.